Пријатели, добар ден и добре дојдовте во роденденсково издание и рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Ова што го гледате, што јас сум седнат, ќе го видите само еднаш. Роденденски исклучиво ми дозволија да поседам денеска. Имаме за денес 5 прашања кои што ги издвоив да ги одговориме и да донесеме некаква вредност за кои што сметав дека е добро да се слушнат. На крај ќе дадам и една вонредна изјава од Светска здравствена организација по повод роденденот на утринска Нателма. Како и да е, прашањата кои што ги гледате овдека се поставувани најголем дел на Инстаграм и истото секој од вас го охрабрувам да го прави користејќи го хаштагот Ask Јосиф на социјални мрежи, комуницирајќи ме можеби во приватна порака преку социјалните мрежи или пак доколку сакате може тоа да го направите телефонски на броевите на телевизија Телма и доколку не успеам да најдам одговор веднаш да го оставиме одговорот за вашето прашање во некоја наредна рубрика. Ќе почнеме веднаш со прашањата за да оставиме и повеќе време подоцна за останатите содржини. Ни доаѓа од Чати, кој што прашува дали може да ми кажеш некој рецепт за имунитет, таму сум слаб. Нешат, многу ми дојде интересно прашање од причина што многу луѓе, како и тебе, можеби ти бараш рецепт за имунитет и постојат луѓе кои што бараат рецепт за решавање на друг здравствен проблем, постојат луѓе кои што бараат рецепт за слабење, постојат луѓе кои што бараат рецепт за дигестивни проблеми и така натаму, но дефинитивно не постои рецепт. Тоа што сметаш дека ти си слаб на ова поле, а можеби од друга страна веруваш за себе дека се храниш добро, е доволен показател дека можеби твојата сигурност и не е баш врз основа на факти и можеби твојата исхрана и требаат некои детали затоа што имунитетот се гради исклучиво со добри навики, добра храна и физичка активност, она што константно јас го зборувам, а од друга страна имунитетот ниту па се расипува со можеби две грешки во исхраната. Не постои болест која што се појавила поради тоа што не користиш терапија и затоа имунитетот не се расипува ниту без користење на терапија, ниту па се добива со користење на одредена терапија, туку се работи за задоволување на потребите на телото за да може системите да функционираат како што треба, вклучително и имунолошкиот. Така да барај го континуитетот на твои добри навики, а не рецептот. И ако можам да ти помогнам дополнително некако со можеби некои детали во исхраната, слободно искомуницирајме назад.